Минути за урбани вести на Прва Скопска, добре дојдовте. 16 нови креветчиња за бебиња, нова постелнина за болничките кревети, бојадисани сите 24 соби на одделението каде се наоѓаат родилките и бебињата, ноќници за родилките и облека за бебињата, доби Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Станува збор за донација на босанско-херцеговачка компанија Виолета, која преку проектот Да создаваме заедно донираше средства за оваа клиника. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести, во продолжение следува генералната најава. Општина Газибаба го стартуваше проектот за помош на стари лица и деца со посебни потреби. На што се должи слабиот интерес за вдомување куќе? Започна училишните спортски лиги во општина Газибаба. Спортските клубови од Ѓорче Петров ке добијат финансиска помош од општината. Во Скопје и Дојран е детектиран тигрест комарец. Комплексот Македонско село од утре со клуч на врата. Општина Газибаба, финансиски подпомогната од UNDP, ангажира 12 лица кои ќе се грижат за старите и изнемоштени лица и за децата со посебни потреби. За овој проект општината издвои 400.000 денари, додека UNDP обезбеди 846.000 денари. Општина Газибаба денеска додели 12 договори за општествено корисна работа во рамки на проектот со подобри услуги поблиску до граѓаните, за грижа на стари лица и деца со посебни потреби. Според договорот, 3 од ангажираните 12 лица ќе се грижат за старите и изнемоштени лица, додека пак останатите 9 ќе се грижат за деца со посебни потреби во 4 општински основни училишта со цел подобро усовршување на наставата. Од овој проект од страна на UNDP се обезбедени средства во висина од 846.000 денара, а со 400.000 денара учествува и општина Газибаба. Горд сум што ова е втор проект кој заедно со UNDP го работиме за поддршка на семејствата кои имаат дечиња со пречки во нивниот развој. Овој општествено корисен проект општина Газибаба го работи заедно со UNDP, организација со која се работи и на изградба на нов дневен центар за деца со посебни потреби лоциран во Автокоманда. Заедно работиме на изградба и на нов дневен центар за деца со посебни потреби во Автокоманда, за што веќе се подготвува посебен проект. Георгиевски потенцира дека и во иднина општината ќе остане максимално посветена на обезбедување подобри услови за децата со посебни потреби. Во неколку скопски општини е детектиран азиски тигрест комарец, но како што велат од Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство, од досегашните резултати нема регистрирано никакви случаи на инфекција ниту заболување од овој тип на комарец во Македонија. Од Институтот велат за превенција на населението е при одење во шумски предели и паркови, мачкање на откриените делови на телото и носење на бела облека. Територија на Република Македонија е детектиран азиски тигрест комарец. Се врши мапирање на целата територија за да се утврди каде се е проширен овој комарец. Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува дополнителни програми за евентуално утврдување дали овој комарец има пренесено болести кај животните. Согласно резултатите на Агенцијата за храна и ветеринарство, нема потврда за постоење такви болести и не постои опасност. Овој вид комарец првпат е детектиран во 2016 година само во рејонот на Богданци, а оваа година е проширен во Дојран и повеќе општини во Скопје. Од Агенцијата за храна и ветеринарство вела дека мамките се поставени оваа година во речиси цела Источна Македонија, а се продолжува во другиот дел од државата за да се добие целосна слика за тоа дали е проширен и во други краеви. Епидемиологот од Институтот за јавно здравје доктор Жарко Караджовски информира дека до денеска нема регистрирано никакви случаи на инфекција, ниту заболување од овој тип комарец во Република Македонија. Напоменувајќи дека будно се следи состојбата во регионот и во околните држави како што се Србија, Бугарија, Грција, Албанија и други. Информира дека таму има регистрирано поголем број заболени лица, дури и смртни случаи.
Караджовски посочи дека симптоми од убот од тигрест комарец се црвенило на кожата, оток, слабост, малаксаност, главоболка, тегоби, покачена температура, но сепак потенцира. Не значи дека се работи за убот од овој комарец. Превентива за населението при одење во шумски предели во паркови, појасни, е мачкање на сите откриени површини, како и бела облека за да може да се забележи комарецот ако е на вас. Граѓаните на Скопје не сакаат да вдомуваат кучиња. Ова го потврдува и податокот од акцијата Вдоми не купувај, каде од 60 медицински третирани кучиња вдомени се само 10. Директорот на јавното предпријатие за комунална хигиена Абдусамет Шабани вели дека причината ја гледа во чипирањето на домашните миленичиња како законска обврска за сопствениците. Шабани вели дека ќе се следи одговорно сопствеништвото врз животните, кои во голем број од случаите на улица се оставени токму од страна на сопствениците. Во Скопје постои многу слаб интерес за вдомување на кучиња. Во рамките на акцијата Вдоми не купувај, вкупно 60 кучиња го поминале медицинскиот третман во стационарот Вардариште, а само 10 кучиња биле вдомени. Директорот на јавното предпријатие комунална хигиена Скопје Абдусамет Шабани во изјава за МИА вели дека слабиот интерес се должи на фактот дека чипирањето на домашните миленици се воведе како законска обврска за сопствениците. Шабани вели дека ќе се овозможи следење на одговорното сопствеништво врз овие животни, кои во голем број случаи се оставени на улиците токму од страна на нивните сопственици. Апелира вистинските љубители на животните да го посетат стационарот и да размислат за можноста во својот дом да му понудат љубов и грижа на некое од овие бездомни кучиња, што ги отстапуваат без никаков паричен надомест. Кучињата се прегледани од ветеринар, не се агресивни и немаат никакви заболувања. Тие се стерилизирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити и вакцинирани од беснило. Доколку не бидат вдомени, тие ќе бидат вратени на скопските улици. Во соработка со градот Скопје, јавното предпријатие комунална хигиена од 2007 година го спроведува проектот за третман на бездомните кучиња според принципите за хуман третман на животните. Кучињата се заловуваат од страна на специјализирана, обучена и опремена служба за хумен третман и контрола, пошто се транспортираат во стационарот Вардариште, кој има капацитет за третман и сместување на околу 100 животни во боксови изградени по европски стандарди. Во текот на минатата година извршено е реновирање на стационарот. Направени се нови 50 бокса, спуштен е плафонот, сменета електричната инсталација, изведени се вентилација и изолација. За период од 10 години, низ стационарот Вардариште поминале околу 20.000 кучиња. Сите заинтересирани граѓани од вторник до сабота од 9 до 13 часот имаат можност да одберат и да вдомат куче. Кучињата од различни раси и големини што се определени за вдомување на граѓаните им се отстапуваат истретирани и вакцинирани и без паричен надомест. Со купување на километри на познатите личности кои учествуваа на Скопје трча 10 километри, обезбедени се околу 60.000 денари кои ќе бидат искористени за реновирање на еден од семејните домови во СОС детското село. Во име на познатите личности беа купени 140 километри, а со оваа кампања се докажа дека со нови и свежи идеи може да се помести границата на конвенционалното, а луѓето во Македонија имаат големо срце за донирање. Со рекорден број учесници и кампања која поттикна зголемување на филантропијата во Македонија, тимот на Скопје трча 10 километри. Сојузот на спортови на град Скопје заедно со СОС детско село ја отворија можноста за купување на хуманитарни километри онлайн неколку месеци пред самата трка. Како што информираат од СОС детско село, благодарение на заинтересираните луѓе што купуваа километри, значително ги зголемија чекорите за донација. Во нивно име
име беа купени 140 километри и средствата од акцијата ќе бидат искористени за реновирање на еден од семејните домови во СОС детско село. Од големо значење беше и тркачката заедница, која во свое име купуваше километри за себе или за некој од амбасадорите. Тие ја покажаа својата хуманост и за време на самото експо и трката, велат од детското село. Целата кампања успеа да обезбеди 60.314 денари. Ова е доказ дека со нови и свежи идеи може да се помести границата на конвенционалното и дека луѓето во Македонија имаат големо срце. Од СОС детско село информираат дека успехот на кампањата се должи на одличната соработка помеѓу Сојузот на спортови на град Скопје, СОС детско село и поддршката од познатите личности. Затоа тимот на Скопје трча 10 километри заедно со Катарина Ивановска, Викторија Лоба, Игор Стефановски Идже, Димитар Атанасовски, Петар Георгиевски Камиказа и Андреј Стојановски го посетија СОС детско село. Децата беа престрекни што можеа да ги видат и поздрават луѓето кои им помагаат. Од денеска во наредните 9 месеци во основните училишта во општина Газибова ќе се одржуваат традиционалните училишни спортски лиги. Учениците ќе се надпреваруваат во 8 спортски дисциплини, а за најдобрите предвидени се и награди и спортски стипендии. Денеска официјално започнаа 13-тите училишни спортски лиги во организација на општина Газибаба. Вкупно 1300 ученици од сите основни училишта, 9 месеци додека трае учебната година, ќе се надпреваруваат во мал фудбал, одбојка, кошарка, ракомет, атлетика, шах, тенис и пинг-понг. Училишните спортски лиги ги отвори градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој истакна дека целта на оваа спортска манифестација е младите активно да се вклучат во спортот и со тоа да стекнат навика за здрав живот уште од најрана возраст. Најдобрите тимови ќе бидат наградени, а општината ќе обезбеди и спортска стипендија. Ова е навистина импозантна бројка и општина Газибаба и понатаму ќе се грижи пред се младите да бидат во спортските сали, градејќи го својот здрав дух и здраво тело. Стипендии за најдобрите талентирани спортски учесници надвор и во македонските меѓународни надпревари исто така издвојуваме. Награди обавезно доделуваме. Ние сме препознатлива општина каде што во град Скопје единствено во сите училишта ова го правиме во континуитет. Со цел овозможување на подобри услови за спортување, основните училишта Вера Јоцик и Кирил и Методи ќе добијат спортски сали, а на 4 спортски игралишта веќе е поставена и вештачка трева. Ние како општини понатаму ќе се грижиме да ги помогнеме и овозможиме условите каде што нашите ученици и наставници да бидат во нови спортски сали. Нова спортска сала ќе се гради во основното училиште Вера Јосич и основното училиште Кирил и Методи со цел повторно младите да имаат подобри услови за спортување. Ние понатаму ќе ги поддржуваме максимално, мотивирајќи ги да останат во салите, градејќи го своето здравје зборскиот дух и да ги мотивираме и понатаму тоа да биде нивна окупација. Почна поставувањето на бетонската подлога на првата фитнес зона во парк Шумата Газибава. Фитнес зоната ќе се простира на површина од 200 метри квадратни, а граѓаните ќе добијат убаво катче за спортување. Во парк Шумата Газибаба почна поставувањето на бетонска подлога за новата фитнес зона. Како што соопштија од Газибаба, наскоро граѓаните ќе добијат ново катче за спортување и рекреација. Фитнес зоната ќе се простира на површина од 200 метри квадратни, а реквизитите кои ќе бидат поставени ќе бидат прилагодени за секоја возраст, а дел од нив ќе бидат и адаптирани за лица со хендикеп. Општина Газибаба е една од ретките општини кои посветува големо внимание на спортот и спортските активности. Вакви фитнес зони треба да се постават во секоја општина со цел да се развива спортскиот дух кај младите. Општина Ѓорче Петров продолжува да им помага на спортските клубови и на поединци кои постигнуваат видливи резултати на терените. Советниците на 17-тата седница изгласаа за доделување на дополнителна финансиска помош во делот на спортот.
Дополнителна финансиска помош за спортските клубови на територија на општина Ѓорче Петров одобри Советот на 17-та седница. Општина Ѓорче Петров продолжува да им помага и да ги мотивира клубовите и поединците да спортуваат и да редат успеси кои веќе се видливи на терените. Финансиската помош се однесува најмногу на позначајни клубови во Ѓорче, како Македонија Ѓорче Петров, ракометен клуб Волково, фудбалски клуб Волково и на уште многу други поединци кои постигнале високи резултати во спортот. Како што информираат од општината, советниците дадоа зелено светло и за предлог одлуките за измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање F за комунални дејности за 2018 година и за животна средина и природа за оваа година, опфатени со првиот ребаланс на буџетот на општината. Повторно е поништен јавниот повик за финансиска поддршка на авиокомпании. Од Министерството за транспорт и врски велат дека до крајниот рок е доставена понуда само од компанијата Визер, но таа не одговарала на условите и критериумите во тендерот. Министерството за транспорт и врски повторно го поништи јавниот повик за финансиска поддршка на авиокомпании кој беше објавен на 13 септември годинава. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски денеска на пресконференција информираше дека до крајниот рок е доставена само понуда од Визер, но таа не одговара со условите и критериумите во тендерот. Авиокомпанијата Визер доставила понуда во која сите 4 дестинации од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид планира да ги воведе во август 2019 година, што е спротивно на еден од критериумите во тендерот. Министерот информира дека по итна постапка ќе достави до владата информација со која во најкраток рок ќе се усвои неопходната уредба и веднаш потоа Министерството за транспорт и врски ќе објави нов јавен повик. Сугарески нагласи дека нема никаква тенденција во поништувањето на тендерот и ги отфрли шпекулациите дека тендерот се мести за Air Albania. Досега се објавени 2 јавни повика и двата беа поништени. На двата повика понуда достави само компанијата Визер. Менаџментот на комплексот Македонско село на веб страницата и на социјалните мрежи објави дека од утре престанува со работа. Повеќе детали не се наведени во соопштението, освен благодарност за сите убави моменти поминати со гостите. Комплексот Македонско село се затвора од утре. Одлуката денеска објави менаџментот на нивната веб страница и на Facebook профилот. Ве информираме дека менаџментот на комплексот Македонско село донесе одлука за затворање на комплексот и истиот престанува да работи од 18 октомври четврток. Ви благодариме за сите заеднички моменти, убави спомени и посети во изминатите години. Се наведува во соопштението. Повеќе информации за причините за затворањето не се објавени. Компанијата Тинекс на 23 јуни 2016 година свечено го отвори комплексот Македонско село, лоциран во село Нерези во близина на манастирот Свети Пантелеймон. Етнокомплексот има 12.000 метри квадратни и е изграден во стилот на традиционалната македонска архитектура. Има автентични куќи од различни краишта на Македонија, со сместувачки капацитети за 100 гости. Во состав на комплексот се хотел, ресторан и дополнителни содржини. Владата не беше запознаена за намерата, ниту информирана за одлуката на менаџментот на комплексот Македонско село, објектот да биде затворен и да престане да работи. Ова го соопшти службата за општи заеднички работи како надлежна за стопанисување на објектите во собственост на владата, откако менаџментот на Македонско село објави дека објектот се затвора. Во договорот склучен меѓу службата за општи заеднички работи и концесионерот, представуван од компаниите Тинекс и хотелот Квинс, има член кој јасно определува дека за ваква одлука давателот на концесијата треба да биде известен најмалку 6 месеци однапред, се вели во соопштението. Од средбата со менаџментот на концесионерот на Македонско село и од разговорот за новонастанатата ситуација, како што се наведува во соопштението, службата за општи заеднички работи ќе постапи согласно одредбите регулирани со договорот за концесија.
Денеска во Македонија имавме сончево време со мала облачност и слаб источен ветер. Во Скопје слично време сончево со мала облачност. Метеоролозите најавуваат дека до сабота ќе се задржи стабилно суво и релативно топло време со дневни температури над просекот за овој период од годината. В недела од север ќе се спушти постуден бран, ветерот повремено ќе се засилува и ќе предизвика пад на дневната температура. Ќе има и повремени локални врнежи од дожд. Денеска и утре температурата достигнува до 25 степен, в петок ќе се движи од 8 до 25, сабота од 9 до 25 и в недела од 6 до 21 степен. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.